министер, за вашиот одговор. Добро е што останува врската доколку останува според Законот за инспекцијски надзор, но сепак сметам дека не одговоривте на суштината на моето излагање и на извештаите и на податоците кои што беа содржани во самите извештаи, но како и да е, продолжувате и понатаму со вашиот пиар нели, ако е транспарентност да се излегува секој ден на телевизија, додека 3000 граѓани се починати од COVID-19, а сте кажале дека нема да има повеќе од 2000 заразени, тогаш тоа нека биде успех на вашата нели работа во Министерството за здравство, но сепак работите се многу поразлични од она што вие сакате да ни го представите денеска, и тоа дали еден пратеник е доволно стручен или не, на крајот одлучува нели тој што гласа за него, а секако ние сме тука да го пренесеме она што го мислат граѓаните, а не нели она што треба вие да го слушате. Факт е дека јавниот здравствен систем тоне, тоа е факт. Знаеме дека се повеќе се дивертираат пациенти кон приватните здравствени установи само затоа што не можат да соодветно да си најдат здравствена заштита во државното здравство. Околу тоа што се случувало во изминатиот период, во изминатите 11 години, сигурно вие имате и блиски информации, нели? Затоа што и бевте советник на тогашниот министер за здравство, почитуваниот Тодоров. Така да сметам дека ако тогаш немало големи достигнувања во областа на здравството, односно ако имало лоши политики, така да треба да се понесете таа одговорност уште од тогаш и да биде континуитет на вашето сегашно министерување. Така да колку што можам да забележам, и вашиот тим околу вас е оној истиот тим кој што беше пред 4 до 5 години, така да сметам дека ова што го искажавте сега и навреда за тимот кој што работи со вас. Се работи за истите луѓе кои што работат сега повторно околу вас, со вас како ваши стручни помагатели. Факт е дека извештаите се лоши. Факт е дека многу лошо се справивме со целава оваа ситуација. Факт е дека јавното здравство се руинира и за жал не гледам нешто подрастично што вие како министерство сакате да го превземете. Ако се навраќаме наназад за проектите кои што ги имаше и ги направи владата на ВМРО ДПМН во периодот во кој што владееше, можам сега да почнам да ви ги кажувам и верувајте дека ќе ми треба повеќе од еден час само таксативно да ги наведам. Тоа се проекти кои што се гледаат. Еве јас доаѓам од Тетово и вие сте чест посетител на Тетово, на клиничката болница во Тетово. Можете да се сликате во новиот ургентен центар кој што е еден од најсовремените во регионот, и мене ми е мило, имам видено ваша фотографија во новиот објект на владата на ВМРО ДПМН и ДУИ тогаш, нели? Така да знаете дека таму има најсовремена, најсофистицирана опрема, која што претходно граѓаните од Тетово и од Гостивар ја бараа во Скопје, но благодарение на политиките на ВМРО ДПМН сега тетовчани се лекуваат и можат да се лекуваат во ургентниот центар во Тетово, кој што е најсовремен. Така да, околу грижата за тоа колку сега техниката и технологијата работи, колку работеше претходно, тоа е веќе друга димензија на разговорот. Во секој случај ви благодарам за одговорот. Еве, тука во интерес на времето ќе прекинам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Повели решил.